Здраво живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Мотивиран, инспириран, креативен од темата коментирана на мојата каде лобирам и иницирам за 1 тон риба да вратиме у новата година. Пише еден колега како он нема да враќа зашто индиректно ќе ги спонзорирал на мрежарите, па тоа се сведува на она како оние кога некој им проси на улица и го гледа и му вика пијаница тебе ли ќе ти дам, или некој друг тама овај наркоман тебе ќе ти дам. Па си викам, па добро бе другар, за да му дадеш на просијак, што треба да ти донесе книжка здравствена дека е спортиста, олимпијада, дека има освоено медаља, дека е репрезентативец, здрав како дрен, за ти да се смилуваш и да му пуштиш 3-5 денари што ќе ти се најдат железни у џеп. Така се сведува и ова. Што треба сега од Господ? Договор да направите, тапија, подпис, печат, да заверите дека рибата ти што ќе ја вратиш, нема мрежарот да ја фаќа, нема да се разболи, нема никој друг да улови, нема да ја јаде пеликанот, корморанот, нема да ја фаќа срцев удар, нема нешто инфаркт, нема да се повреди у нешто, надојдена вода, или нема да заглави у некоја притока пресушена па да угине, или нема да оној со харпунот ја тртне, нема да оние со раце ја ваѓат од земја ја мават, нема штука да ја лапне, да ја осакати, нема, значи, милион причини оние што се загрозувачки и тебе демотивирачки. Значи, треба све од Господ Бога да ти бидат тебе на тапија, на договор, на нотар заверени дека ти само пушти ја и ја ти гарантирам 100 години оваа риба ќе живее, уште 100 рибари ќе ја фатат и на чело ќе пишува дека ти си тој што си ја враќал назад. Еве ти еден орден, шампион си, легенда си, цар си, најак си. А која бе станавме вакви бе, камено доба да се однесуваме бе, да ни биде мотивација, комшијата да му умре козата, нас 3 нека ни умрат ако треба. Устање сме да потепаме све риби бе, мерак да не тераме, у стил да мрежарите нели ги сузбиеме. Па со ова дереже натаму ја водиме. Не дека ја на времето бев ваков. Ја ги зимав рибите, ама кога видов пуно пати се враќам дома мисир без ништо да уловам, тажен, а нели да ме тешат, ајбе си дишал чист воздух, си бил у природа. Муда, чим сум отишол по риба, сум бил да фатам риба, за чист воздух да дишам, на водно идам, у планина, на ливада, не на вода. И си викам се, како да направам да враќам рибова, да не ми е тешко. Ја бев као вас, плюс ова пред 15-20 години. Тоа сега гледај какви сме затуцани уште у кои размислувања, не пред 20 години. Ме правеа будал од Рајко станица над, па све до Прдејци, до Удово, до граница. Кога гледа колка и крапови сомови враќав. Па уште само е криво што го враќам. Кога си будала, враќај го ти, ама оној под тебе ќе го фати. Ма викам, на да ми го фатиш малце ти овој доле под камбаниве, од 3 подолгото, еве ја ќе го пуштам, викам сега ти трче меѓу мене и него, па фати го, лал нека ти е и сладко нека ти е, со да си го изедеш да ти биде на здравје, чим така се фаќал тој ко мушичка бил кога се родил ко мравка, прошол 20 години сито решето да порасне 10-15 кила и сега ти мене ќе ми продаваш тука, ќе ми ги мрсиш доле цитрониве, сакаш да ми го правиш он, колку си клет, те боли ја што ја враќам и сега за да ми го умањиш доброто дело, радоста моја, враќај го, ти ама не под тебе, кога гледаш сега ќе го фати. Да ми го фатите и ти и тој под нене, да ми го фатите, трчајте одма, фаќајте го, гледај, викам 100 евра, 200 евра, 500 евра, викам гледај како пливаат банкноти надале, гниди едни скапани. Го боли него, ја што ја враќам, а не па тек онда треба да ја врати. Шугала. И си трпев, ја све ме праја будали, ќе дојдам дома од по риба умало, пред кооперација, пред моја зграда, увек 30 души. Фати нешто, викам, фатив, ама ги пуштив.
Да, пушти црнецот, те пушти, те однесе дома, те пушти, те пренесе, сега те извади од колата, ослободи, те пушти, хи. Скокот ниме да се насмеам, работава. Викам, гајле ми јас сум мало граѓанштина, ќе мерам ум, викам, знам ја кој сум, што сум, колку вредам, викам, не паѓам на нивна ниво да ним дозволам да ме победат. Фала Богу, викам, што имам свест за ваква работа и што сум поинаков од баграва. Викам, ја да си го направам своето, пошто викам, колку пати сум се вратил, тужен без да фатам риба. Па викам и кога ќе фатам риба, ќе ослободам, ќе си рачунам, исто кога да не сум фатил. Само што ќе бидам радосен, среќен, насмеан души, ем сум се сликал, снимал за спомен, ем нешто безценето е тоа, кој не го доживел не може да го знае меракот кој ќе ослободиш таа риба или таа вреќа риби, цела мрежа која ќе ги пуштиш, која ќе ги ослободиш, значи тој живот кој ќе го дариш на нешто такво мило, питомо, безопасно, што идеш таму од курташак да го малтретираш, да го тероризираш, па уште какви сме бездушници, ќе напуниме гепекот и со песна се враќаме назад, пееме музика ечи, а у гепек рипаат, пустите се борат за воздух, умираат у најбрутален начин, души испуштаат, а ние мува не налази. Уште вриштиме, се смееме, рипаат, големи се. Гнаси бе, само од себе се срамам, какова гад сум бил кога ќе се сетам, како сум можел така да се однесувам. Кај ќе ми иде душот, јутре кога умираме од рак, од најтешки болести, и да фатам рак, нема ич да ми е криво, знаејќи што сме им правиле на животни во Таздис, како сме ги злоупотребувале, масакрирале од наш курташак. Барустранство кога ги зимат хумано, ги мава у глава, го утепува, него мачи бе, а не ова крап 10 сати жив ке седи бе. Патуеш ти од Дојран, од Дебар, од Пичковац, рипа тој се мава у гепек, бам, бум, бам, душа и тоа бе, од Бога дарено бе, живо битие е тоа бе. Се мучи, се гуши, се бори за воздух, за живот. Ти свиркаш, пееш, по пат се фалиш, во кафе, кафе. А додека душа испушта у пакал, у мука, у као да ти е најголем душман некој, така се однесува со животинката. Какво сме долно затуцано едно општество, на глобално ниво сме едно неразвиено, едно примитивно. Камено доба и тука сме, малце сме еволуирали од камено доба. Што носиме фармерки, што имаме компјутер, стакло, прозори што имаме, што не сме у пештери, тоа што сме еволуирале. Ама вака на друго ниво сме паралелно со тоа време што биле, дури похумани биле тоаш. Го правеле тоа што морале да преживеат, ќе го дрмне одма, ќе го утепа за да го јаде. Не го правеле од Таздис да го макне на трска, види го брат, види го, да му ова на го пцуе, го вреѓа, дур го вади, го клоца, го шутира на обала, го мава од земја. Некад ми станува одвратно што сум рибар, ми да фрлам и трски и све, вака кога ќе си размислам. И сега види организирам агенда за подобро утре, па на крај крајови нека ништо не се од тоа накоти, нека све се излови од мрежари од тоа. Пред све ти прави си го тоа за својата душа што ти сакаве, да подари живот бе на некој што ти го продолжил животот за нешто што живееш, цело време си обседнат со мислите у рибата, у риболовот, у борбата, у акцијата и сега ја фаќаш таму таа капитална риба. Тоа е значи нешто што животот си го посветил за да стигнеш до неа, за на крај да ја вратиш со тоа што ќе ја возиш у гепек, у кеси, замотана, усмрдена, по кривини да се лупа, да се мачи како најголем да ти е душман, а не како да ти е животинче што ти го продолжило животот и ти е напунило душата со среќа, со радост, да се пуваш уште месеци слики да објаваш, да се фалиш, да се дуваш, да си кој сум ја, што направив мислиш? Квантна физика ракета си лансирала, не си фатил некој крапчи, си го измалтретирал. Така да, другари, пред све за себе правите го тоа, душата зашто ви сака, а не да очекаш од Господ печат дека рибата ти што ќе ја пуштиш, уште 100 години жива ќе биде, па за да се смилуваш и да ја вратиш назад. Не и суди ти на неа, дали мрежите ќе ја фатат, дали
ќе изедат мравките, жабите, тамбурите, кормораните, индијанците. Така тоа све да било, до сега немаше риба да има, све ќе фатеа. Него тоа е најлесно да се тешиш така, да си бараш оправдание и изговор. Ти твоето стори, а Господ има понатаму да суди. Така, драги мои. Оставам у добро расположение и посакувам бистро и честно на вода.